според мое скромно убедување, практично ние не сме излезени воопшто од старата југословенска матрица. 20 кусур години имате тој шлагер во кој етничките македонци велат дека србите се наши најблиски пријатели на регионален план, па дури и пошироко со источок на Турција, а албанците велат дека Албанија и сега Косово во последно време се нашите најблиски надворешно политички пријатели. Зашто мислам дека во меѓувреме изгубивме четврт век непотребно, а не ги изместивме овие стари историски наслаги. Значи, ја разбирам дека во еден дел емоциите и етничката припадност влијаат, мора да влијаат. Меѓутоа не можам да разберам зашто и денеска, 24 години од нашата независност, етничките македонци не сметаат дека етничките бугари се барем толку блиску до нас колку што се етничките срби. Освен лидерите со добра волја, јасно е дека историските наслаги не може да ги тргате ако немате што е можно поширок општествен консензус во сопствената земја. Не во сопствената партија, во сопствената земја. И по моје убедување, фундаменталниот недостаток на македонската надворешна политика сите овие години наназад е именно отсуството на консензус, широк консензус за најважните прашања, кој ќе оди преку партиски и преку етнички линии. Денеска нема консензус меѓу власта и опозицијата за некои од најбитните прашања кои ги гледавме на презентациите, а често гледаме дека за жал нема консензуси во владината коалиција, во истата влада. Докази има многу, само неколку. Значи, заедничките владини седници наши со Србија и со Бугарија беа неуспех. Македонската влада не беше во целосен состав, на страна пропагандата во таа смисла. Нашиот председател на влада 8-9 пати до сега се тврди дека имал средба со грчкиот поранешен премиер Папандреу во 4 очи. Ја не можам да се сетам на една единствена средба на нашиот премиер со лидерите на опозицијата за прашањето на името во 4 очи. Имаме барање од наша страна да се види дури и со човекот кој не го измисли, меѓутоа целата негова политичка кариера е положена врз проблемот со името Андонис Самарас. Чи постои подготвеност за средба и со Андонис Самарас, а не со некој од лидерите на опозицијата, не мора да биде тоа првиот и вториот човек ако имате лични проблеми, него било кој надвор од камери. Надвор од камери. Имаме изјави кои се нечуени во изминативе 20 години во Македонија, дека некој од лидерите на опозицијата во однос на ова прашање се не само анационални, претпоставувам у процент помалку македонци од тие што ги кажуваат тие изјави, туку се поголеми Грци од гркот Зорба. Со такви ставови не можеме да одиме кон консензус и не можеме да мислиме да преговараме кај нивица. Тврдам.